Почна третото издание на филмскиот фестивал Преку езерото во Дојран. На наше огромно задоволство, гостинка во вестите на телевизија Алфа е Мими Ѓорговска Илиевска, председател на Советот на филмскиот фестивал Преку езерото. Ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во вестите на телевизија Алфа. Најавив дека фестивалот ќе трае, односно е веќе започнат, ќе трае од 7 до 11 август. Како го започнавте и како сте задоволни на старт? Најпрвен благодарам на поканата и на одвоеното време. Како и секоја година, и оваа година фестивалот започна со програма за најмладите, затоа што посветуваме посебно внимание на најмладата публика и вчера го започнавме токму со проекции на анимирани детски филмови и на филмот, македонскиот долгометражен игран филм Стела на режисерот Стојан Вујичич, затоа што сметаме дека она што е клучно и важно во рамките на овие фестивалски денови е да посветиме внимание токму на развојот на филмската култура, а тоа треба да го направиме најпрвен со најмладите. Колку интерес има кај младите за ваков тип на фестивали? Сепак трета година поред се одржува овој фестивал. Заземавте некое ниво, барем за овие 3 години, се етаблиравте во еден препознатлив филмски фестивал, подоцна ќе ве прашам и зошто баш Дојран, кога се е насочено кон Охрид можеби овој период, и според мене е добро тоа што го правите со Дојран како локација. Меѓутоа, колку младите се заинтересирани за ваков тип на фестивали? Знаете како младите се заинтересирани онолку колку што ќе им понудите квалитетна и приемчива програма за нивната возраст. Можам да кажам дека ние сме сосема задоволни од интересот кој што се покажува од страна на најмладата публика, затоа што доколку го најдете вистинскиот начин како да им ја презентирате филмската уметност или било која уметност и како да развиете желбата за посета на кинопроекции, тогаш навистина воопшто тоа не е тешко, туку е едноставно и кај нив има секогаш огромен интерес за седмата уметност. Така и оваа година морам да кажам дека навистина сум задоволна, затоа што овде во Дојран, како што знаете, веќе и туристичка сезона, раздвижено е во градот и има потреба токму од вакви видови на културни активности. И токму заради тоа фестивалот пред официјалното отварање го започнуваме со оваа програма посветена на најмладата публика. Што публиката може денеска да очекува? Денес продолжуваме со ние, како што прво е да кажам дека како што најавивме и предходно, оваа година востановивме за прв пат една нова специјална награда Мето Јовановски во чест на доајенот на македонското филмско актерство, големиот актер Мето Јовановски, и таа награда оваа година за прв пат ја доделуваме, така да вечерва на програмата ни е омажот за Владо Јовановски, првиот лауреат кој што ќе биде оваа година на фестивалот, односно публиката вечерва ќе може да погледне филмови во кои што има своји актерски остварувања Владо Јовановски, првиот лауреат на наградата Мето Јовановски, за да потоа тоа доаѓа, значи, како еден вовет во она што ќе се случува утре вечер, свеченото, официјалното отварање на фестивалот. На свеченото отварање на фестивалот ќе се додели и свечено најпрви наградата Мето Јовановски за извонредно актерско остварување во уметноста на филмот. Потоа публиката за филм на отварање ќе може да го види филмот Руски конзул. Не случајно избран овој филм за свеченото отварање од аспект на тоа што во филмот Руски конзул покрај една плејада на актери од Балканот и Медитеранот кои што имаат своји актерски остварувања, она што е многу важно е што ова е последното филмско остварување на големиот Мето Јовановски. Уште тие 2 дена да ни кажете што се ќе може публиката да види и секако да откриеме и кој ќе биде дел од жирито, нели, за наградениот филм.
Така, наредните 2 дена, значи започнувајќи од петок до недела, продолжува официјалната селекција на филмови, како во долгометражната, така и во краткометражната програма, каде што навистина е направена една одлична филмска селекција од страна на селекторот на фестивалот на филмски на програмата Небојша Јовановиќ. Секако тука под будното око на реализација и одличните идеи што секогаш ги има директорот на фестивалот Јани Бојаджи. Продолжуваме со навистина еден одличен избор на филмска програма која што ќе следува, како што реков, во наредните 3 дена. Она што би сакала да го истакнам, како што кажавте и вие, дека оваа година имаме исклучително трочлено меѓународно жири кое што ќе одлучува за наградите на фестивалот. Председател на жирито е лауреатот на наградата Мето Јовановски, нашиот актер Владо Јовановски, потоа членови на жирито исто така е Електра Венаки од Грција. Тоа е еден исклучителен филмски професионалец кој што покрај професионално се занимава со филмската дејност пред се како монтажер, исто така и континуирано учествува во креирање на политиките и стратегиите на филмската дејност во Грција и на Балканот и Медитеранот, дури и на европско ниво, имајќи предвид дека еден период беше вклучена и во работата на различни меѓународни филмски асоциации. И третиот член на жирито е Предраг Милоевиќ, кој што ни е исто така еден исклучителен филмски професионалец, и можам да кажам дека имаме респектабилно жири кое што ќе одлучува за наградите кои што ќе бидат доделени во недела на 11 август на затварањето на фестивалот. Она што би сакала да го истекнам, што вие го спомнавте на самиот почеток, е тоа што нашата интенција, и сметам дека оваа година навистина ја покажуваме можеби најдобро, е тоа што покрај фестивалот како филмски настан, она што е многу важно за овој регион, не само за Дојран како туристички центар, туку и за целиот регион од Македонија кој што гравитира околу Дојран, е да се промовира тој регион и самиот Дојран како туристичка дестинација со единствена цел да придонесеме во поврзување на културата и туризмот, она што е една од клучните стратегии на новата влада на Република Македонија, со самото тоа што Министерството за култура веќе функционира како Министерство за култура и туризам. Верувам дека сите патишта овој викенд ќе бидат кон Дојран и во Дојран за Македонија, македонската публика, сите тие што се заинтересирани не само од Македонија, рековме и од регионот, да имаат навистина што да погледнат и да поминат еден поразличен викенд од се претходно. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во вестите на телевизија Алфа. Ви благодарам на поканата.